ДУИ повторно ја предизвикува власта за предвремени избори. Интегративците го обвинуваат Влен дека молчи за барањето за избори, тврдејќи дека избегнува соочување со граѓаните од страф од резултатот. Поминаа 24 часа од барањето за предвремени парламентарни избори. Од Влен се уште ни збор. Тие што го погазија легитимитетот сега се кријат што моднив се бара легитимитетот да го измерат пред граѓаните. Влен знае дека го немал и го нема мнозинството од поддршката на албанците. Знае дека неговата власт се потпира на милоста на политичките газди и на стравот од слободниот глас. Ако добиле дозвола, нека ги прифатат предвремените избори. Нивното молчење веќе е одговор. Се плашат од граѓаните и од пресудата што ги очекува. На барањето на ДУИ, Влен одговара обвинувајќи ја партијата на Ахмети дека ја изгубила поддршката од албанците и дека и покрај загубите на локалните избори, нејзините раководители не презеле политичка одговорност. Измамниците од ДУИ пред да отворат уста за избори треба да објаснат зошто никој во нивната партија не презеде политичка одговорност по поразот на локалните избори. Али Ахмети продолжи да продава магла со стариот трик на повлекување. Бујар Османи го загуби Чаир и остана подпредседател и главен играч за престолот на ДУИ. Бајрам Реджепи го загуби Тетово и остана во партиското раководство, додека Фатон Ахмети беше награден за својот изборен пораз со 2 нови функции во партијата, подпредседател и шеф на кабинетот на Али Ахмети. Председателот на СДСМ Венко Филипче изјави дека неговата партија е подготвена за предвремени парламентарни избори со подготвен тим и програма, но нагласи дека нема да служи како алиби за премиерот Мицкоски за распишување избори. Го кажав тоа неколку пати до сега, секогаш сме подготвени. И со тим, и со добра програма, со еден план кој што ќе го презентираме, мастер план за Македонија, ќе го презентираме во текот на септември за да гласачите ја знаат нашата понуда кога и да бидат изборите. Но алиби на Христијан Мицкоски за изборите немамо бидеме. Премиерот Христијан Мицкоски вчера изјави дека владата е подготвена да оди на предвремени избори доколку опозицијата го побара тоа, нагласувајќи дека владеачката коалиција не се плаши од соочување со граѓаните, изразувајќи уверување дека ќе ги добие изборите. Сепак според него граѓаните во моментов не бараат избори, додека мандатот на владата е 4 годишен.